Председателе, почитуван колега, би сакал кратко да ви објаснам. По однос на Законот за надворешни работи, непредставувањето на тезите пред упатување на амбасадор според членот 39 во собранието е прекршување на законските одредби. Тоа е неисполнување на една замислена законска целина за еден човек да ги помине тие фази и да стане амбасадор. Не може со прескокнувањето на оваа фаза да се тврди дека амбасадорот бил упатен законито. И ако амбасадорот не го почитува собранието, тогаш и него во земјата на приемот нема да го почитуваат како што заслужува еден амбасадор. Земете го примерот на професорот Љубомир Фрчковски. Не го почитува собранието, замина за амбасадор и сега гледате дека се враќа од Обединетите нации со сериозни индиции за финансиски злоупотреби. Тој не ја почитува ниту самата институција МНР. Да не зборуваме за неговото упатување во Обединетите нации, откако од Вашингтон го прогласија на некој начин за персона нон грата. Не можеме со такви кадри, кои што не го почитуваат Македонското собрание, да очекуваме Македонија да биде почитувана како земја во дипломатските кругови во Обединетите нации или во Европската унија. Земете го за пример и амбасадорот Андреј Жерновски. Значи, човекот кој што беше председател на една политичка партија, па стана член на друга политичка партија само за да ја задржи функцијата и на крајот не успеа да го испочитува собранието, да ги представи тезите тука пред македонските пратеници, па потоа да замине за амбасадор во Букурешт, туку блискоста со председателот на државата сметаше дека е доволна за да го прескокне членот 39. Појде во Букурешт, не го исполни законскиот пропис ниту на земјата домаќин. Во Букурешт, ако сте амбасадор од било која држава и доколку за време на вашиот мандат како амбасадор се смени председателот на државата од каде што доаѓате, вие треба да доставите нов агреман од вашиот новоизбран председател. Тука имавме во Македонија смена на председателот на државата, господинот Жерновски, плашејќи се дека нема да добие нов агреман, работел во сива зона со предадени копии на министерот за надворешни работи, а не предадени оригинали на председателот на Романија. И затоа сметам дека ваквото непочитување на членот 39 од Законот за надворешни работи само произведува лоши кадри во дипломатијата кои што си играат политика како што играле политика во Македонија. Но за жал тоа не е корисно ниту за Македонија. Благодарам. Пасију апсолютно.